Почитувани, добро вечер и добре дојдовте во подкастот на ВМРО ДПМНЕ зборува Унија на жени. Денес имаме особена чест и задоволство со нас да биде гостинка председателката на Унија на жени на ВМРО ДПМНЕ, господја Жаклина Пешевска, жена лидер, активист и гласна поддржувачка на женското учество во јавниот и општествениот живот. Председателке, добро вечер и добре дојдовте во вечерашниот подкаст. Добро вечер и добро ве најдов. Благодарам на поканата, секогаш нормално за Унијата на жени, за промоција за сето тоа што го работи, нормално тука сум. Секако Унијата на жени не запира со својата работа, иако речиси една година сте на власт, не си давате оддишка, секојдневно имате интензивни активности, како во рамки на собранието, но и надвор од државата. Моето прво прашање до вас се однесува на што најмногу сте фокусирани во овој момент. Иако имаме навистина широк асортиман на активности како Унија на жени, тоа е буквално и од претходните години и во овој период продолжуваат тие активности, не запираме со тие активности, но во овој период, конкретно во овие, да речам, месеци, веќе од месец ноември, почнавме да подготвуваме 20-та годишна конференција на Унијата на жени, иако Унијата на жени или успешната приказна, јас многу пати милувам да кажам, почнува пред 27 години во Велес и од тогаш па наваму навистина имаме богат репертоар на активности, но и многу жени на видни позиции. Значи, фокусирани сме сега на годишната конференција, која што ќе се одржи на 18 мај, недела, во 13 часот, на платото помеѓу салата Борис Трајковски и Градскиот парк. 27 години постоиме, а е само 20-та годишна конференција поради низата предизвици со кои што се соочивме како општество и како човештво, би можела да кажам. Оние години во време на короната поминати, немавме настани за собирање или годишни конференции. Потоа низа трагедии кои што ни се случија, Тетовската болница, пожарот во Тетовската болница, Беса Транс, оваа година за жал огромната трагедија во Кочани допринесе да малку ја одложиме и преместиме годишната конференција и достоинствено да сега да ја одржиме, да речам, на 18 мај. Годишната конференција всушност се одржува со цел да се направи едно резиме на се она што е сработено во минатата година, да представиме со кои предизвици сме се соочиле во текот на годината, но и да ги представиме идните планови кои што ги планира Унијата на жени. Тоа ќе биде еден масовен настан. Вашата работа е особено видлива и во рамки на собранието. Таму сте председателка на Комисијата за еднакви можности. Моето следно прашање се однесува токму на работата во собранието. Кои се вашите достигнувања до овој момент и кои се идните планови и идеи за работа на Комисијата во иднина? Всушност, ја имам честа да бидам председателка на Комисијата за еднакви можности на жените и мажите во собранието, која што на еден начин е пандан на сето она што на кое што го посветив, да речам, мојот живот, работата во Унијата на жени, а воедно уште едно широко поле за промоција или за борба за женските права. Бидејќи се соочуваме во општеството со доволен број на стереотипи, всушност и Комисијата е одлична можност да работиме на сите теми кои што задираат во женските права, преку одредени јавни расправи кои што ги реализиравме во минатиот период, кои што планираме во иднина да ги одржуваме. Тие јавни расправи завршуваат обично со заклучоци кои што гледаме да не се само декларативни заложби, туку да се остварливи. А заклучоците ги носиме не сами во Комисијата, туку во една широка консултација или дебата со сите релевантни кои што се министерства и институции и базирајќи се и на нивните годишни извештаи. Морам да искажам едно жалење до сегашната работа во Комисијата, што низа
извештаи од одредени институции воопшто не се разгледувале во комисијата. Таквиот впечаток како председателка и како тим кој што работат членките и заменичките членки во комисијата гледаме да го промениме, да ги разгледаме и тие извештаи навистина кои што сепак се однесуваат за застапеноста на жените во одредени институции и така натаму, но и да решаваме проблеми во општеството кои што за жал се наталожени од минатото или иако имаме добри закони, можеби не се имплементираат законите, па преку тие јавни расправи повикувајќи ги релевантните министерства и представници да се обратат сепак на некој начин и да вршиме и надзор врз институциите за подоследна примена, да речам, на законите. Иако сме еднакви, ние сме еднакви по уставот, жените сме еднакви по уставот, иако во популација сме застапени со 51%, сепак неимплементацијата на законите или стереотипите со кои што се соочуваме во општеството допринесуваат за да имаме помалку застапени жени на одредени позиции, на извршни функции. Немаме се уште премиерка, немаме се уште председателка на собрание, но можеме да се пофалиме дека имаме председателка на држава. И во таа насока ќе продолжиме. Интересен е фактот што веќе за кратко време сме препознати и помеѓу граѓаните, и помеѓу граѓанските здруженија, но и помеѓу институциите, како релевантен чинител во креирањето и на јавното мислење, но и во иницирањето на промена на одредени законски решенија, и до оваа комисија стигаат и граѓански иницијативи од невладени граѓански здруженија, и навистина можам да кажам дека имаме исклучително успешна соработка. Од друга страна пак, признанијата кои што ги добивме од одредени институции во земјата во минатата година се всушност уште еден плюс, да речам, момент на мотивација да продолжиме во истата насока и дека сме на добар пат, иако е навистина макотрпно, но самите признанија, самите убави зборови кои што доаѓаат од страна на институциите навистина не мотивираат да продолжиме во уште со посилно темпо во комисијата. Така, за признанијата ќе зборуваме и во следново мое прашање до вас. Континуираност и надвор од државата. Ја презентирате с вашата заложба и активност за борба за женските права надвор од границите на Македонија. Радува податокот што сте избрана за подпредседателка на Интернационалната демократска унија. Кажете ни нешто повеќе околу ова. Како се одвиваат средбите и што тие значат за вас како личност, за унијата на жени и за државата воопшто? И што всушност подразбира изборот на ИДУ, подпредседателка на ИДУ, што всушност ви наметнува и која е придобивката од вашиот избор на таа висока позиција во една таква унија? Всушност, пред да ја добијам, да речам, таа функција или заслужено унијата на жени да биде призната меѓународно поради својата активност и препознатливост во нашето општество, ние навистина направивме многу прво во својата држава матична, во Република Македонија. Го испуштив можеби моментот во делот на унијата на жени, што веќе за неколку дена од денес ќе почне третата политичка академија на унијата на жени во рамките на партијата, во која што секако ќе земат учество и граѓанските здруженија. Овие меѓународни патувања и ова унапредување, да речам, и мое лично и на унијата на жени ме радува особено фактот што набрзо после неколку месеци после назначувањето за подпредседателка на Интернационалната демократска унија на жените, всушност се прошири мрежата на десничарски партии, односно повеќе жени се приклучени веќе во таа мрежа, нормално и на нивна и на моја иницијатива, заедничка иницијатива. Веќе е проширена мрежата, тоа најмногу тој факт ме радува, што повеќе жени ќе имаат шанси да презентираат работата на унијата на жени меѓународно. На овие меѓународни конференции токму тоа се прави.
презентација на работата на Унијата на жени, предизвиците со кои што се соочуваме и стереотипите кои што можеме слободно да кажам дека со многу слични стереотипи се соочуваат и развиени европски демократии и малце пошироко и буквално и во Соединетите американски држави. Не само што ги представуваме, туку обично креираме и тела за одредени да речам процеси кои што треба да се случуваат во иднина, како што е проблемот со демографија, кој што е да речам буквално на цела планета Земја, и да учествуваме активно како Унија на жени буквално и во тие работни тела, а во исто време промоција на својата држава, затоа што многу пати таму се застапуваат или се бранат националните интереси на државата од која што доаѓаме. И можам слободно да кажам дека градиме една мрежа на пријателства кои што веќе стануваат, да речам, традиционални со гостувања на странски експерти во Унијата на жени, во партијата ВМРО-ДПМН, и тоа е уште еден чекор по широка, по силна, да речам, промоција и на Унијата на жени, но воедно и на партијата, а секако и на државата на Република Македонија во која што живееме. За крај, како успешна жена, што би им препорачале на сите жени во Македонија? Мојата препорака е едноставна и обично говорам од свое лично искуство. Да имаат своја цел во животот, да се соочат со секој предизвик што ќе им се појави на патот и да не ги плаши, туку да секој предизвик да го сметаат како чекор или следна скала на успехот, да не се откажуваат е најважната работа, не е само ова препорака, да речам, во политиката, туку буквално во секоја област, и да не отстапат од својата замисла и од својата цел. Нека тој пат се базира на достоинство и на човечки принципи. Мојата препорака е таа. Да. Председателке, со вас разговорот секогаш е инспиративен. Јас ви благодарам за вашето учество во вечерашниот подкаст. Може би само на крајот би сакале како завршен дел нешто да порачате до јавноста. Ја би сакала само уште еднаш, така почнавме, така и да завршиме, со еден повик до секој кој што сака да повели на 20-та годишна конференција на Унијата на жени на ВМРО-ДПМН, која што ќе се случи на 18 мај, недела во 13 часот, како што кажав, на платото помеѓу спортската сала Борис Трајковски и градскиот парк, да всушност ги увидиме успесите или достигнувањата до сега што сме ги постигнале, да ги презентираме предизвиците, но и идните планови на Унијата на жени. Повелете слободно да се дружиме, навистина ќе имаме еден достоинствен начин или одбележување свечено на 20 години успешна работа на Унијата на жени. Благодарам уште еднаш. Темата "Жените громогласни за Македонија", почитувани, не е само слоган. Тоа е повик за секоја една од нас да го каже своето, да застане цврсто и да биде дел од промената. Почитувани, до следната епизода останете активни, информирани и громогласни.